По 2 децении владење падна бастионот на СДСМ Струмица. По само неполни 2 часа од затварањето на избирачките места, веќе беше јасно дека СДСМ губи, а ВМРО ДПМН победува. Уште во првиот круг, струмичани избраа нов градоначалник. Со 5339 гласови повеќе, Петар Јанков од ВМРО ДПМН го претрка својот против кандидат од СДСМ Маријан Даскаловски. Победи волјата на граѓаните, порача Јанков, ветувајќи им препородување на градот и заблагодарувајќи се за довербата. После 20 години, сега со преземањето на локалната власт ќе видиме проекти кои започнете во која фаза се и наша цел е да ја довршиме, се со цел да испорачиме поквалитетна и подобра услуга према граѓаните. Проектите, новите проекти кои ги предвидовме во нашата програма се базира на реалните потреби на граѓаните. Во период што доаѓа ќе ги проектираме и ќе отпочнеме со реализација на истите, се со цел да го оствариме тоа што е ветувано према граѓаните. Црната кампања, притисоците и уцените не ги поколебаа струмичани да ја променат својата одлука. Гласајќи за Јанков, граѓаните јасно кажаа дека се презаситени од контроверзното и скандалозно владење на фамилијата Заеви, која добро ја искористи 20 годишната власт на СДСМ. Јанков извојува убедлив триумф и во родното село на Заеви Муртино, што уште повеќе ја потврди изборната победа во Струмица, каде граѓаните јасно покажаа дека сакат почист и поуреден град. Прво, хигиената да биде низ градот по-добра, да се управа ова проблему со водата за пиење што ја имаме. Паркиралишта, колите да ги тргнат од тротоарите, това е најважно. Колите од тротоарите да се тргнат. Освен во Струмица, СДСМ изгуби во Берово и Делчево, општини кои на крајниот исток важеа за нивни бастиони. Со разлика од 12.826 гласа, Иван Јорданов во Штип го победи својот против кандидат и стана градоначалник со најдобри изборни резултати на истокот и југоистокот. Тој ќе биде и првиот градоначалник на кој штипјани за прв пат му дале поддршка за втор последователен мандат.